Рано изутрина, камион со багер тргна на кај гробиштата од селото, ама не знаеме по кој повод. После тоа дојде друг камион, голем, откриен, незакриен, отворен, по него автомобил од инспекторат, ветеринарен инспекторат на Македонија, и тогаш свативме дека се работи за некој ископ тука и дека тргнав да видам каде ќе се одвива ископот, дојдов тука кај гробиштата, видов дека се прави ископ и ми бидна јасно дека се работи за угинати свињи од село Тромеѓа кои се закопуваат во шупли камен. Камионот веќе ги беше историл, се враќаше назад, јас застанав таму на патот да им кажам каде да тргнат, на која страна, да не се враќаат ни селото повторно да не шират болести. Некој си наводен доктор бил со нив ветеринарен, со пикапот ме турна на патот, ме удри, ме гурна и ми рипнаа двајца со бейзбол палки, сакаа да ме тепат, И продолжија по патот, тргнаа, ми попречија, да идам со колата назад од нив и си заминаа. И тоа беше толку, јас се јави во полиција, полицијата, еве, и вие гледате тука е стигната, ветеринарот инспекторат и тој е стигнат, овој проблем не е решение вака, селото ни е загадено, може да се случи после ова ширење на болест, Ние апсолутно сме против да се копаат и да се закопуваат угинати свињи и други животни од разни болести, како сега што кажуваат дека има африканска чума, затоа што не знаеме кои реперкусии ќе имаме како местна заедница шупли камен. Тоа може да се одрази врз нашата стока што имаме овдека што чуваме, може би и врз населението, и не знаеме дали таа болест се пренесува и на луѓе или не, и сме апсолутно против. Ова денеска што го има направено, не знаеме кој донел одлука, како донел одлука, каде е таа одлука донесено, битно рано сабајле, додека населението спија, они дошле со камион, со багер, овој камион овдека што е, ископале јама и друг голем камион и донеле свињи кои се угинати во соседното село Тромеѓи. И ние апсолутно сме против тоа, затоа што тоа може да се развие во една ситуација кај што може после секаде кај што има угинати свињи или стока од сите соседни села да се погребува, да се закопува тука. И друго, што е најбитно, кога нашиот сожител овдека Драган Станковски застарал пред луѓето овие што се од ветеринарна инспекција, за да ги праша за што се работи, што е ова работа на некој начин шверцерска, без никој да не извести они тоа да го прават, они го нападнале, го турнале на земја и со бейзбол палки сакале да го тепат.